Се надевам дека сте удобно сместени на вашите умилени места низ домот, затоа што е време да започнеме со најинтересниот квиз кај нас, а тоа е листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикаме тековните домакини, а тоа се Ранко и Љубен. Повелете. Добре ми дојдовте, по кој пат веќе? Добро ме најдов. Кој пат сме? Кој ги број? Трет нека биде. Како сте ми денеска? Добро е. Расположени за уште една интересна партија? Све. Да. Ќе биде. Се надевам. Јас знам дека сте... Носиот противници и така. Да, денеска нови противници. Ако сакате до листата да стигнете, ќе мора и нив да ги елиминирате. Дали ќе успееме, ќе видиме. Да не сакате да додадете нешто? Ништо, све е додадено. Сега за сега. Готово. Договорени денеска како домакини во домакинската кабина, повелете. Благодариме. Фала. А секако, за да продолжиме понатаму со листа за 300, ни требаат и нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи Валентин и Самуил. Повелете. Валентин, здраво. Самуил, здраво. Повелете, може да понавам овака да си дојдете. Убаво е така да ве видиме кој што треба. Валентин, накратко да ни представиш кој си, како си, што си. Валентин од село Чипигово, Плевско, студент, работен и тоа е тоа. И студенти вработен во исто време. Браво, скао се снаоѓаш и со едното и со другото? Па се најдува некако. Така, девојка нешто... Па да. И тоа? И тоа, се. Како успеа со се да се снајде сериозно? И факултет, и работа, и девојка на сето тоа. На сите страни. Мило ми е. Значи, вреден дечко. Што студираш? Ако не е На тајна? технички факултет инженерство за безбедност при работа. Одлично, интересно звучи. Се надевам дека побезбедно ќе биде на работа откако ќе заврши Валентин со студии и ќе се пати со работа. Нешто друго да не сакаш да додадеш? Па да ги поздравам сите роднини, пријатели, колегите од работа и тоа. Одлично, голем поздрав е ви од мене до сите нив. Самуил? Здраво, јас сум Самуил од село Крушејани при Лепско, студент. Заедно да не студирате? Заедно, да. На кој беше идејата да дојдете во листа за 300? Негова. Твоја беше, Валентин? Супер. За денеска подготвени? Се надевам. Ти да не сакаш да поздравиш некого? Сите што ме познаваат. Сите што те познаваат и не те познаваат. Како да Па може и така. Ајде да набиваат сите. Трема, имаме или... Не. Немаме. Така, не ми ни делувате дека имате. Во продолжение ќе се сконцентрирате на темата, што ќе зададеме и тоа е тоа. Таму нека биде фокусот. Договорено? Да. Денеска почувате како предизвикувачи. Дали ќе станете домакини, ќе дознаеме во продолжение. Повелете во предизвикувачката кабина. Сега, драги гледачи, за да продолжиме понатаму без никакви проблеми, треба да ги провериме кабините дали функционираат онака како што треба. За таа цел, прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. А Валентин и Самуил, дали се слушаме? Да. Добро ме слушате? Супер. Да. Ако имаме некаков проблем во продолжение, веднаш да ми кажете, за да го решиме и да си продолжиме понатаму. Договорено? Супер. Сконцентрирано во продолжение, мислете на темата, друго нека не ви интересира и тоа е тоа. Со среќа. Фала. Сега ќе исклучиме нивната кабина, за да провериме кабината на Ранко и Љубен. Дали се слушаме? Сега се слушаме. Одлично. Преска ич. Прескич? Добро, значи сега како што треба. Така е. Домакини, спремни сме за старт? Нема гај. Одлично. Чим сме подготвени, време е да започнеме со листа за 300. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки имиња на точно 6 букви. Бараме машки имиња кои имаат точно 6 букви и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. Без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Ранко и Љубен, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Валентин и Самуил, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете дека при првата лицитација повели Само машки имиња. како да само машки имиња. Добро.
Знаете, драги гледачи, дека први со лицитирање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога, како што реков, им припадна на Валентин и Самуил. Ке ве замолам прво да исклучиме кабината на Ранко и Љубен, а Валентин и Самуил, кога ќе имате понуда да слушнеме? 8. 8. Започнуваме со 8. 9. Едно повеќе 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. И едно. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. Уште едно. 30. Стигнавме до 30. И едно. Ранко вели 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 5. 35. Уште едно. 36. И 7. 37. 38. 38. 39. 39. 40. 40 округло. 41. Продолжуваме со 41. Нека одговарат. Да одговарат? Да. Ајде да видиме, Валентин и Самуил, храбро до 41 надававте, секоја чест, како за прво учество. А сега, Ранко и Љубен, на вас останува. Имаме 41 празно поле, кое што треба да ги испишеме со мачки имиња на точно 6 букви. Добро. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Атанас. Атанас. Атанас, прв точен одговор. Абдула. Абдула. Точно, и Абдула. Авдија. Авдија. Точен одговор. Антуан. Како извини? Антуан. 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 Антуан, точен одговор. Антони. 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 Антони 163 во Македонија, точен одговор. Не очекував толку. Трајко. 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 Така е. Трајче. Трајче.
Така е. Трајан, Трајан, така реков. Така е. Бранко. Бранко. Така и Бранко, точен одговор. Богдан, Богдан. Така е, 10 до сега точни. Борјан, Борјан. Така е. Горјан. Горијан. Точен и Горијан. Гордан, Гордан. Гордан, Гордан. Така е. Дали Гораст го кажав? Не. Гораст. Гораст. Така е. Самија, Извини. Самија, Самија. едно убаво ромско име. Самија. Со Н или со М, извини? Со М, Со М. Санија е женско со Н, а Да. А Самија... е машко. Аха. 90 во Македонија точен одговор. Така е. Штерио, Штерио. Така е. Стојан, Стојан. Така е. Стојко, Стојко. И Стојко е точно. Стојч, Стојче. Точно. Со колку букви? Со 5? Со 6. А со 6, пардон. Мирсат, Мирсат. Така е. Фатмир. Фатмир. На пола сме сега. Така и Фатмир е точен одговор. Маријан, Маријан. Така е. Младен кажав, Не. Младен. Така е, точен одговор. Дамјан. Дамјан. Поздрав до кумот мој Дамјан. Така е. Дестан. Дест. ...220 во Македонија, точен одговор. Добро. Куртиш, Куртиш. Курциш. Куртиш, повеќе од 160 во Македонија, што значи точен одговор? Христо, Христо. Така е. Исаија. Исаија. Нема. Нема, еве го барав и Исаија, и без Ј, и со Ј, и кај мачки, и кај женски имиња, за жал го нема, не знам. а Исајло има.
Исаило. Ај сега ќе проверам одма. Ај не мора. Исаил или да не боли. Чекај, што ќе Исаило. Така рековме. Само да видиме. Исаило. Не можам сега да најдам во моментов. Ќе најдеме после оваквото ќе се да. Сконцентрирано во продолжение, ништо не е готово, сте биле многу пати во оваа ситуација, сте се извадиле после тоа, да. За жал, Исаија го нема барем кај нас. Заведено можеби не се повеќе од 5, нели знаеме дека треба барем 5 на наши жители да го имаат истото име за да биде заведено. Валентин и Самуил, честитки за првиот поен, храбро изигравте, не се откажавте кога дојде густото. Големите бројки, продолживте понатаму и тоа се исплатеше, но немојте да се опуштате премногу, наспротив вас имате едни од најопасните учесници во листа за 300, биле во ваква ситуација и се вратиле, затоа сконцентрирано и јако во продолжение. А пред да продолжиме со втората лицитација, јас да прочитам уште некои од оние имиња кои што може да ги кажат моите надпреварувачи, не стигна, тука ги имаме Амдија, Аритон, Бајрам, Бериша, Билјан, Благој, кажавме, Вангел, Велија, Видоја, Врбица, Георги, Глигор, потоа Данаил, Дражен, Драшко, Живоин, Кузман, Кирило, Мартин, Методи, Мехмед, со Т, потоа Мерџан, Секула, Сергеј, Синиша, Славко, Сребре, Стефан и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е да продолжиме со второто надамање, односно втората лицитација. А темата за истата гласи: држави чие име завршува со согласка. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет во наша транскрипција чие име завршува на било која согласка. Значи, не смее да завршува на А, Е, И, О или пак У. Доколку името е од два или повеќе збора, се смета последната буква од последниот збор. Ранко и Љубен, дали не е јасна темата? Светски. Држави од цел свет, да. Држави од цел свет, само тоа признати да се од Обединетите нации. Јасно. Валентин и Самуил, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. За жал, во таква ситуација моментално се наоѓаат Ранко и Љубен. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите, а домаќини, кога ќе имате понуда, повелете. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. На согласка, да завршува, да не направиме забавно. Р. Бр. Согласка. Да, согласка. Осе да. Јасно. Така. 7. 7. 7. 8. 8. 9. Едно повеќе, 9. 10. 10. 10. 15. 15. 16. Едно повеќе, 16. 17. 17. 20. 20. 21. 21. 25. 25. 26. 26. 30. 30. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 33. 34. 34. Нека одговараат, ајде. Да одговараат. Поглед на Ранко на сугестиите на Љубен. Ајде да видиме. Валентин и Самуил, сега е све во ваши раце. Или
ќе успеете да добиете и оваа лицитација и ќе ми се придружите веднаш тука на главната сцена, да ве соочиме со темата од нашата листа, или ќе играме пенали. Се од вас зависи. Како да немавте доволно притисок, ви требаше уште јас сега да ви направам. Рековме држави чие име завршува со согласка. Имаме 34 празни полиња, ни треба 34 точни одговори. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Велс. 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 Валентин и Самуил, дали не ме слушавте? Дали не ме разбравте? Ви реков да ме прашувате ако нешто не е јасно. Баравме признати држави од Обединетите нации од целиот свет. Велс не е призната држава од Обединетите нации. Многу ми е жал. Таа е дел од Обединетото кралство. Велс е дел од Обединетото кралство. Да кажете... Се смета за самостојно? Не, за жал. Малци избрзавме во целата работа, дали возбудата. Требаше да ме прашате, значи ако нешто не е јасно, слободно прашете ме. Верувам дека знаете сега многу повеќе, но првиот одговор за жал ни беше кикс, кој што сега скапо не кошта. Како што реков, имате тешки противници, нас против вас бидете внимателни. Обединетото кралство е се мокрупува држава. Да. Обединетото кралство е призната држава од Обединетите нации, а Велс е, како да кажам, дел од таа држава, од таа земја. Ништо посконцентрирано во продолжение, играме на пенали. Ништо не е готово. Само храбро. Ранко и Љубен, тоа не ме спречува вас да ви честитам за освоениот поенете. Кажавме, лапсус може скапо да кошти, вие го сетивте тоа на ваша кожа во минатата лицитација. Тоа е што е, сепак. Дел од листа за 300 е и ова што сега моментално се случи. Нека не се разочаруваат, продолжуваме откако сега ќе ги прочитам дел од оние држави чие име завршува на согласка. Тука ги имаме Авганистан, Азербејџан, Алжир, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Бенин, Бразил, Брунеј, потоа Египет, Еквадор, Ел Салвадор, Ирак, Иран, Јемен, Јордан, Казахстан, Киргистан, Либан, Мозамбик, Непал, Нов Зеланд, Пакистан, Свети Кици Невис, Туркменистан, Уругвај, Хондурас, Чад и така натаму. А колку ги има? Ги има нешто повеќе од 60. Нешто повеќе од 60 секој што завршуваат на согласка. Сега, драги гледачи, како што реков, време е за пеналите. Пеналите ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на главната сцена и ќе се соочи со темата од нашата листа. Затоа, да не должам повеќе, верувам дека сите сакате да дознаете кој ќе замине денеска од тука како победник и која парична сума секако ќе освои. Па затоа, да не должам повеќе. Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Скопје на леп и сол. Извор, текстот од оригиналната изведба на песната од Леп и сол. Бараме зборови од 3 или повеќе букви што се содржат во песната. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Ранко и Љубен, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Валентин и Самуил, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека на пенали први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Како што рековме, денеска таа улога им припадна на Валентин и Самуил. Кога ќе имате одговор, момци, споделете го со нас. Песната се вика Скопје само. Да, ја знаете. Ке ви текна, не, леле, сте ја слушале? Оу, многу ми е криво сега, не можам да ве подсетам. Таа е, ја ќе ти кажам, таа е. Ајде, еве. Има. Има. Така е. Клима. Клима. Ајде. Така е.
Микро. Микро. Така, Ранко Љубен. Изгор. Изгор. Сега цените ни си изгор. Едно време друго нешто беше. Така е. Зима. Зима. Така е. Кочан. Кочан. Така е. Лето. Лето. Изгор, зима, Кочан, лето, тамане. Така е. Дебер мала се рачуна кој еден збор. Чекай, бе, не се прешави го пуша. Не, Дебар. Дебар. Така е. Валентин и Самуил, дали имаме зборче? Мало. Мало. Мало, Валентин и Самуил, за жал нема. Мала е зборот што го бараме, како што реков и во објаснувањето. Сите такви зборови, макар и се разликувале со една буква, ги рачунаме за посебни зборови. Затоа се одговорот не се прифаќа за точен, но не е ништо готово. Треба вашите противници повторно да одговараат, доколку ни погрешат, продолжуваме како ништо да не било. Ако погодат, за жал, ќе мора тука да се поздравиме. Стискајте палци во ваша полза. Ранко и Љубен, дали имаме одговор? Шала. 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 Дебар, мало ми е Шала е точен одговор. Честитки до Ранко и Љубен. Успеа уште еднаш да свртат работата во нивна полза. Многу ми е криво за Валентин и Самуил, храбро игра од самиот старт. Но тоа е што е. Се надевам дека ова нема да ги разочари и да ги одврати од листа за 300. Сепак треба и самите да земат во предвид дека има едни од најсилните противници кои што седеа наспроти нив. Искрено се надевам дека Валентин и Самуил повторно ќе дојдат во листа за 300 и ќе го покажат нивното вистинско знаење. Но пред да продолжиме понатаму, јас да ги прочитам зборовите од песната Скопје на Лепи Сол. Скопје има микроклима, Изгор лето, Кочан зима. Градски ѕид и голи брда, сино небо, земја тврда. Матен Вардар брзо тече, тајни носи, време влече. Скопје прави падни стани, има 9 лути рани. Скопје има славни мала, Дебар мала, ние шала. Скопје јава брзо конче, абре момче, Македонче. Насмевни се, не бери гајле, намигни ми, ајде на здравје, Скопје. Градот пости, градот пие, градот демне, градот спие. Рано утро од шкембет чорба, после секој своја борба. Млади моми љубов водат, душа вадат, очи бодат, разни беѓи прават деца, сите ке ги папа меца. Јас и ти сме браќа стари, таква љубов чини пари. Ти ме чуваш, ти ме сваќаш, ти за кусур не ми фаќаш. Тоа се зборовите од легендарната култната песна на Лепи Сол Скопје. А сега, драги гледачи, како што реков, време е да ги сочиме Ранко и Љубен со темата од нашата листа. Дали ќе си заминат од тука со парична награда, ќе дознаеме во продолжение. Затоа, останете со нас, продолжуваме веднаш по рекламите. Ранко и Љубен ми се придружија повторно на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочам со темата од нашата листа. Имаме денеска интересна тема, малце посериозна, како што им доликува на едни од најаките во листа за 300, така? Да видиме. Пред да продолжиме понатаму и да ви ја кажам темата, на брзинка само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме на максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од тука со сума од 300 евра, што не е непознато за вас. А сега, дали сме подготвени за темата? Секогаш, кажи, секогаш. Да сме живи и здрави. Така е. Се надевам дека вие сте подготвени, драги гледачи. Денеска го тестираме нашето знаење на тема Нобелова награда за литература. Бараме најмалку презимиња на писатели од целиот свет кои станале лауреати, односно ја добиле Нобеловата награда за литература од 1901 година па се до последната во 2022. Односно 23.
Дали како стоиме со темава? Ке биде добро. На незе стоиме. Не стоиме на незе, а дали ќе одговараме на тоа? А ќе почне. Не верувам ова, знам Ќе дека почнеме со Салваторе Квазимодо. Салваторе Квазимодо. Лепо име. Лепо име, да. Лепо гори. Тој ми е најсимпатичен, 59-та ми се чини дека. Аха. Сега ќе голем е списокот. Тука неко околу Иво Андрич е 61-62. Иво Андрич. Така е. За крај ќе го чуам. Точен одговор. Иво Андрич, ајде. Иво Андрич. Тоа е единствено од екс-Југославија Петнаеска го просторите, за 15-ка го чуваш? Да, се шалам, да. Овие жени. Иво Андрич. Добро, барем знаеме дека не е втор сигурен, не можам тука да се зезам. Иво Андрич. Иво Андрич, така е. Кажеме овие жените. Чекај, Салма Лагерлев. Лагерлев. Таката е првата жена Нобеловец 1909 година. Салма Лагерлев. Селма Лагерлев. И Габриела Само моме да испишем, за да не... Да, Габриела Мистрал. Габриела Мистрал. Селма за 50 евра. Чекај, добро. И така е, честитки. Фала. Имаме 50 евра, сега одиме ли понатаму? Да идеме на другиве машки. Може? Ајде. Како сакаш? Сега од нови, таа е Вислава Шимборска. Вислава Шимборска, така рековме? Мислам дека е така. Не гледај да не е. Не, мислам. На крај негде 18-та, 19-та. Али не знам како го имате. Да. Сега ќе. Дали е? Чекај. Габриела Мистрал и Боб Дилан. За поезија е. Ајде. Поезија се рачуна, се рачуна. Да се радува. Така Шимборска четврти точен одговор. Па Боб Дилан нека биде. Боб Дилан, поет и музичар. Поет и музичар. Да, пред колку? Пред 2-3 години, кога земо? 2020, 21, така нешто. За книжевност рековме. За литература. Да. Па добро. Да. Тоа е Винстон Черчил. Винстон Черчил. Па да, само чекај, зашто Габриела Мистрал да не кажеме? Чекај, еве така, Боб Дилан, пети и шести кој ќе биде? Ај Ај, Черчил. нека биде Черчил. Черчил, Винстон Черчил, Два збора нема. кој што добива за своите мемуари Нобелова награда. Кој знае дали ги пишувал он, не знам. Да. Ма ни пишувал, ни кажувал. Каже друг му пишал, друг му, ама тоа е се. Нобеловата награда ке него отишла и тоа е шести точен одговор за вас и 100 евра освоени до сега. Па сега има и тој што ја одбива првото Михаил Шолохов. Михаил Шолохов. Сигурен си дека? Чекај малку, чекај. Не, Шолохов пише. Михаил Шолохов. Шолохов, да. Михаил Шолохов, така е. Солженицин. Солженицин. Од американските кој е, бе, се закочив обично. Труман Кепот ја го знам. Капоте? Не знам, нема. Труман Капот. Не знам. Ај Габриела Мистрал ќе каже не. Томас Шапкот. Од Јамајка, Томас Шапкот. Ајде. Така е. Солженицин, точен одговор. И Габриела Мистрал, ајде. Габриела Мистрал. Мистрал. Чекај да видиме. Така е, точен одговор. Ој, до 150 евра стигнавме, јас се занесов, вас све слушаме, гледам тука интересни теми, честитки. Ајде, уште 6 одговори ни фала за 300 евра. Чекај бе да тројца да ги пишеме. Петер Хантке. Германец. Чекај бе, Херман Хесе. Херман Хесе, бе, за Херман Хесе на Ловиер. Петер, да, Степски волк, да. Хенрих Сјенкиевич. Хенрих Синкиевич. Кво Вадис. Само момент. Камо Дали Розич.
А тоа е на почеток на векот, минатиот. Томас Шапкот. Кој напиша Томас, чекай, кажи. книга за џунглата, кој напиша како се Рајкард. Така е, точен 10-ти одговор за Ранко и Љубен. Хендрик Сенкевич, Херман Хесе. Херман Хесе. Херман Хесе. Херман Хесе. А Семюел Бекет. Семюел Бекет бе. Херман Хесе, 11-ти точен одговор. За вас, кој ќе биде сега за 200 евро одговорот? Па може од французите, кој беше од французите? Кој беше? Умберто Еко, мислам, има да вие, не? Италијани. Италијани. Умберто Еко. Па чека овој дали ќе искочи, па ти друго ќе кажеш. Не бе, што реков ја Умберто Еко? Да. Бе, Дарио Фобе, не. Па ја мислам на него. Дарио, што ре... Ај, лапсусно. Леле, и ти текна Дарио утенка Фобе. на Ранко во од лапсусот што го направивме. Фобе. За жал Умберто Еко не е добитник на Нобелова Дарио награда за Фобе, литература. Дарио Фо, Труман Капот. Многу ми е жал. Денеска, искрено, Забуро ое. Исто овој јапонецот. да, еве го Јун Фосе последниот, што е, не знам дали ти текна, тој е во 2023 Јасунари Кавабата. Ернест Хемингвеј. Јун Хесе, Хосе, од сега доби од... Јун Фосе, да. Што? Вака ги има. Јун Фосе. Многу ми е жал, драги гледачи, ете видовте на крај како излезе целата работа. Но повторно ќе се дружиме со Ранко и со Љубен во следното издание на нашиот квиз, па се надевам дека тогаш ќе имаме поинаков резултат. А ја да прочитам уште неколку пред да се одјавиме. Добитници на Нобелова награда за литература. Тука ги имаме Јун Фосе, тој е последниот лауреат во 2023. Сили Придом, тој е првиот кој што добива во 1901. Па потоа Алберт Ками, Анатол Франс, Бертранд Расел, Борис Пастернак, Јуджин Онил, потоа Октавио Пас, Перл Бак, Рабиндранат Тагоре, Радјард Киплинг, Ромен Ролан, потоа Семјуел Бекет, Џон Штајнбек, Џорџ Бернард Шо и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Во продолжение останете со програмата на телевизија Сител и секако чекајте го следното издание на нашиот квиз. А до тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!